Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Продојдовте во Гласот на народот или моментот на вистината, велам до другата страна вика само вистина, кај нас е момент на вистината, бидејќи никој не може да го суспендира Гласот на народот. За волја на вистината го доживува својот пад и успон, но не по негова грешка, по волја и желба на некои кои Гласот на народот длабоко им задира во виугите, им ги расипува бизнисите и ги поместува сите лончиња. Бидејќи секогаш говориме за волја за вистината. Еве и на ова фреквенција, вистинска телевизија, висте, ние говориме во изминатите 2 недели во континуитет се за она што е Македонија и што представува Македонија и како да се задржи и запази македонското национално ткиво, јадро и трезор. За жал, сведоци сме дека тие што го сторија, тоа ја прочитав и таа интересна порака, едно квиз прашање, кој го запали Скопје или 1689-та. Јас реков како што некој го запали Рим, тоа е Нерон, Пиколо мини Скопје, во 2018-та една група не да го запали Скопје, ја изгори Македонија, но верам дека тие пиромани имат се од краток здив и тие ќе си го најдат тоа што заслужуваат, а тоа сте вие, народе, кои еве во континуитет, овие сите изминати години ја барате вистината и се борите за вистината. Рековме дека во Гласот на народот во сите изминати 23 години никош не му рековме не на народот и секако на политичкиот субјект кој го презентира народот, политичките партии. Но политички партии се представуваат дел, не се цело. Затоа се викат партии, но партии кои треба да бидат во вистинска смисла зборот, македонски партии, да се грижат за Македонија и само Македонија. И затоа решив овие емисии, како што беа претходните и наредните, да бидат посветени за лидерите на политичките партии, важни субјекти од кои зависи еднината на Република Македонија. Затоа го поканив денеска за мој ваш соговорник во рамките на серијалот низ лидерска призма, господин професор доктор Љупчо Ристовски, претседател на Македонската конзервативна партија Интегра. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Честитки на почетокот за телевизијата. Нека биде благословено од Бога. Честитки за враќањето на брендот Гласот на народот на медиумскиот простор во Македонија. Важен бренд, важна емисија. Еве споменавте 23 години, јас не бев свесен дека е толку долг периодот. 23 години е бренд на медиумскиот простор. Да обстоиш и да постоиш толку години. Да, 23 години и внимавајте, и серијалови е сега одлично Гласот на народот низ лидерска призма. Така е. Значи, јас веднаш ја сваќам пораката и претпоставувам кои се целите на една таква лидерска призма, да се чуе гласот на народот низ една таква лидерска призма. Така што јас се надевам дека и овој серијал ќе остави печат во медиумскиот простор во Македонија, како и се досега, и очекувам дека отворено ќе разговараме, па ако треба и жестоко, критички на секоја тема која што ве интересира вас новинарите. Риче, јас ќе замолам само еден кус краток джингл, бидејќи тоа беше најава и посвојање на темата, и се враќам веднаш во студиото, останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Господин Ристовски, се случува тоа што го гледаме ката дневно, повторно она што веќе го видовме пред 5 години, па ја имав таа емисија се без дека нарцисоидност и претенциозност, да речам, од моја страна, во петокот ја имав госпоѓа Солза Грчева,
во која учествувавте и ви како политичка партија и многу политички партии македонски кои рековте не за промена на името, не за Преспанскиот договор, не за девастација на Македонија. Од таа дистанца до денеска, како ја дефинирате Македонија? Македонија сериозно назадува години наназад, особено по тој, добро рековте, девастирачки Преспански договор. Македонскиот идентитет, македонските државотворни обележја на ниво на татковината Македонија се сериозно урнисани. Те исчезнуваат од јавниот и од медиумскиот простор. Јас се чувствувам страшно разочарано кога ќе видам во пост на премиерот Ковачевски нашата земја, нашиот народ, нашата држава. Се срамат ли од тоа или не смеат да збунат? Па тоа треба да ги прашате нив. Јас можам да шпекулирам се и се што. Значи во најлоша смисла и во најлоша конотација, но најголемиот пораз за еден политичар, па ако сакате за премиер ли е, председател на држава ли е, да нема радост и гордост и стаменитост да го спомени името на својата држава. Името на државата е Македонија. И покрај тоа што тие прифатиле додавки, придавки и така натаму, сакам една порака да им пратам. Федеративна Народна република Македонија во состав на Југославија отиде во историја. Република Македонија ја испратија тие во историја. Имавме фирм за меѓународно употреба и тоа отиде во историја. Значи, ќе отиде во историја и придавката Северна. Јас сум убеден во тоа. Но за да тоа се случи, потребно е да настане сериозно македонско национално единство. Потребно е да настане внатре национално исцеление на тие длабоки рани кои што ние самите си ги копаме години наназад, да не речеме од почетокот на самостојањето до денес. СДС, ВМРО, ДПМН е постојано имаме внатрешни делби во македонското национално ткиво. 30 години назадува македонското во Македонија. Наместо да се седне, да се размисли, да се стави прст на чело и да се види каде оди Македонија, ние и понатаму тонеме. Јас жал ми е што дури ни во овој момент не гледам на повидок една кохезивна идеја. Не гледам на повидок идеја која што може да го обедини македонското национално ткиво. Значи и понатаму имаме делби, и понатаму имаме раздори, многу не обвинуваат. До кога делби? До кога? Тоа прашање јас сериозно го поставувам долг период наназад. Значи, има начин, има можности, но се нема политичка волја. Како некоја проклетија да има, како некој синдром, па како некој проклетија, значи се нема политичка волја, а можеби некој не сме уценет ли е, што ли да е. Едноставно, врзани се премногу, изложени на овие неолиберални глобалистички тенденции, премногу се внесени во нивните пазови и веројатно го дишат се уште нивниот воздух и затоа клучните субјекти, парламентарна позиција и опозиција, едноставно, веројатно немаат ниту здив, ниту можност, ниту шанса да вдишат кислород од овие промакедонски демократски тенденции. Имаме многу здрава еколошка средина, сепак без оние политики што ги водат политичарите, ги ја уништила држава, каде сонцето грее повеќе од 280 дена и више, повеќе во годината, кај што имаме прекрасна клима која произведува прекрасни растенија не на лампи, туку на прекрасен воздух, ова фигуративно и убаво го пресликувам. Од друга ситуација немаме простор за виреат политичари кои ќе ја сакат Македонија со чисто и честна душа. Има меѓутоа политичкиот систем е кроен од почетоците до денес, под влијание најпрво на српските разузнавачки служби, кроен е под влијание на УДБА, значи влезени се во сите сфери на општествено живење, влезени се длабоко во економските сфери, имате сериозни олигархиски структури кои што не дозволуваат Македонија да крене глава. Значи, тоа е еден сплет помеѓу, да речеме, политички залутани лица и олигарсите заедно. Нема чувство за македонското во Македонија. Мисля дека оваа држава ја добивме туку така на тацна. Едноставно не чувствувам ревност
за свој на својата татковина. Кој ги создаде олигарсите? Сепак народот, да бидем искрени. Избирајќи ги политичарите, кои беа кои толерира... Посредно да, но Социјалдемократскиот сојуз е тој кој што ја создава таа ситуација во државава. Социјалдемократскиот сојуз 94-98 година беше така е. Но кој му помогна тогаш? ВМРО, ДПМН и Демократската партија на Гошев се повлекоа. Се повлекоа вториот круг на изборите, тогаш беше комбиниран мнозински и пропорционален модел. 94 година Љупчо Георгиевски со ВМРО, ДПМН и Гошев со Демократска партија, целиот опозицијски блок се повлече. И му оставија празен простор, празен простор на Социјалдемократскиот сојуз да си владее 4 години. Растор во судскиот систем, тогаш 550 суди. Така е, скоро 600 суди и тогаш тие сменија. 2 милиона народ. 200.000 стечени работници отидоа во неврат, многу самоубиства имаме во тој период. Значи, тогаш се случи и времената спогодба со Грција, тогаш го дадовме и уставот со националното македонско знаме, тогаш дадовме многу без ништо за возврат. Значи, тогаш почна предавството на Македонија со самата одлука ВМРО, ДПМН и Демократска партија да излезат и не учествуваат во вториот круг на избори. Од кои причини се случи тоа? Јас бев жестоко против во тој период, но од кои причини тоа се случи, тоа веројатно трет пат ја спомнам, треба да анализираме. Спекулација ќе речам, трет пат. А јас се надам дека наскоро ќе биде соговорник мој што ќе потврди дали е спекулација или е вистина. Една политичка структура замина во доцните 90-тите години во Германија, втор пат го спомнам местото, првиот пат се оградив, пак ќе се спекулира. И каде што подпиша договор дека нема да биде држава, туку територија. После тоа се случија рамковен договор, територијална организација или поделба и се поред до 2018 преспанскиот договор. С краја да не чека и третиот, што велам и дојрански договор со бугарите. Внимавајте, Грција нас и ден денеска не третира како територија. Грција не сака да признае ни едно државно обележје на Македонија, ни едно. Ако сакате, они сега ставиле нови табли на секаде во северниот дел, каде што пишува Скопје, не пишува Норд Македонија или било што. А подписниците никаде нема. Тие што го подпишаа. Еве, 5-та година тие не имплементираат ама апсолутно ништо од Преспанската спогодба. Со самото тоа, таа е веќе ништавна. Според самиот договор. Така што кој едната страна упорно не го имплементира, не ги испочитува договорот. Што имаме потреба ние да се бутаме и да го имплементираме? Уште само особа сакам да го коментирам. Табличките, регистарските таблици на возилата, дали приметивте, дали пишува како што е кодот МС или МАК, да речем како му доаѓа. МКД. Ние го ставиме НМК. НМК. Меѓутоа, колку се тоа се испочитува. Со зборот дали требаше МК, ова говорев со представници на Министерството за надворешни работи, кај што треба да биде МС, МС. Беше на англиски, англиска транскрипција. Ја мислам дека кодот на државата и денеска е МКД, секаде. Во сите меѓународни институции е МКД. И ние на табличките не оставиме МКД, отие МК. Значи тоа упатува на Македонија, тие НМК ставија. Норд Македонија. А имавме право да го задржиме. Исто, јас во X наврати говорев, но сакам да оставам уште една трага во јавноста, да знаат луѓето, внимавајте. Класичен чин на велепредавство е ако вие излезете по своја сопствена политичка волја и убедување во преговорите со Грција надвор од резолуциите 844 Не, 817 и 845. Двете резолуции на Обединетите нации говореа за разговори за име ерга омнес во рамки на системот на Обединети нации. Точка. Значи, во рамки на системот на Обединети нации значи само за меѓународна употреба. И Вашингтон, и целата меѓународна заедница, и Грција беа свесни за цело време дека илузија е да ја преминат, нели, таа граница или прагот на морална грешка, да притискаат за внатрешни уставни промени. Освен ако не најдат, нели, велепредавници кои што ќе бидат или платени, или за возврат ќе добијат нешто, или
така им се сака, но вообичаено велепредавство се прави за 30 сребреници. Земете го примерот на Јуда во однос на Исус и апостолите. Чи вообичаено велепредавствата се прават за сребреници. Дали е тоа така или не е така, не знаеме. Но, внимавајте, ние, ако се држевме до двете резолуции на Обединетите нации, на што имаме потполно право, сега како професор говорам. Така. Значи, ние имаме потполно право, а тие покрена за внатрешна потреба, ние ќе им речеме 845-817. Завршува разговорот. Членот 845-817. Завршува разговорот. И така ќе си сватеа дека тука е прагот на морална грешка или таа црвена линија, која што ние не дозволуваме да биде преминато од било кого. Зошто Заев, Османи и Димитров влегоа за домашна употреба, тоа ќе биде прашање за некое идно обвинителство и судски инстанции. И јас ова сериозно го говорам. Ова го говорам сериозно. Тоа е класично велепредавство, изложување на понеповолна, незавидна позиција на државата во однос на меѓународни други држави и земји и така натаму. Ставање во понеповолна положба на државата, на народот и така натаму. Тоа е се под велепредавство. И ова е многу сериозно кривично дело, со ова нема играње. Никош не застарува. Не застарува и еден ден тоа ќе биде санкционирано. Исто како што ќе биде санкционирано и економското велепредавство со многу компании, земете Окта, земете го ЕВН, субјекти, земете го Телеком, кои што со години наназад, ради монополската позиција, се товарат на овој народ. Никој пат ние не дознавме како се пресметува киловат час, никој пат не дознавме зошто има моќност, па го распределија во некои други ставки и елементи, никој пат не дознавме како се формира цената на струјата, никој пат не дознавме како се формира цената на интернетот, на телефонските услуги, телекомуникацијските услуги, кога сакаат качуваат, кога сакаат ви влегуваат во сметката, кога сакаат излегуваат. Имаме тука сериозни елементи на економско велепредавство, ако сакате и со Окта. Окта се даде без пари. Дали знаете дека Окта се даде со клаузула во првите 6 месеци да се уплатат $5 милиона, па потоа секоја година да се уплаќаат по нови 10, па потоа да се исплати нафтово до 20 милиони и така натаму. Им ја дадоа буквално на рати, а само од трговија со нафта и нафтени деривати Окта годишно прави 300-400 милиони евра. Најава една голема инвестиција повторно грците ќе ја менаџират, тоа е гасната централа Чебер, наречам, која е симптоматична. Не симптоматично, тоа е можам да речам ново економско велепредавство. Ново економско велепредавство. Ако знаете и сте свесни за информацијата дека Чебрен, Орлов камен со Бошков мост заедно, нели се ја направија, тоа беше и наша идеја за двојно враќање на струјата. Чебрен, Орлов камен и Бошков мост, во суштина тој цел регион го имате ли? Имате контрола над наводнување на Солунското поле. И ние сега контролата за наводнување на Солунското поле им ја дадовме во рацете на грците. Внимавајте, сега грците барат и понатаму непристојни предлози, бара да склучат PPP, Power Purchase Agreement или спогодба за купување на струјата од страна на државата по фиксна цена наредниве 30 години, на што електростопанство не може да одговори, затоа што таму е најголемиот криминал ако тоа го направат. Уште поголем криминал ќе биде. Мислам дека тоа е ново велепредавство. Внимавајте, една држава ако не свати дека мора да работи на трите базични компоненти на просперитетот. Според индексот за просперитет на Обединетите нации или индекс за човеков развој на програмата за развој на Обединетите нации, три се компоненти. Едната е материјалното богатство, мерено преку ново создадената вредност, тоа е бруто домашни производ, образованието мерено преку писменост на 15 годишна возраст, писмени лица на 15 годишна возраст и здравството, каде што е старосната граница за смртност на популацијата. Дали има квалитет на живот или нема квалитет на живот. Како кај нас е 70-26 години, мажи жени, а во Јапонија 84-87, ви кажува која е разликата во квалитетот на животот во Јапонија и Македонија.
Тоа зависи од здравствениот систем, зависи од материјалното богатство, зависи и од нивото на образование. Тоа се трите елементи кои што ние треба да се фокусираме. Што правиме со тоа? И сега поентата ми беше, ако ние не ги таргетираме овие компоненти на просперитет и не станеме како држава партнери со тоа што ни го дал Господ како благодат, тоа е сонцето, 280 сончеви денови. Така. Тоа е воздухот или ветерот. Македонија може да стане ветерен парк, има 8 чвора, кои што дава сериозна издашност на струја. Водата, почвата, значи ние имаме ресурси кои што имаме благодат од Бога и греф е да биде човек сиромав на овие простори со толкова историја на благодат од Бога. А ние тоа го даваме на странскиот капитал, па мермерот го даваме, минералните сировини ги даваме, водните ресурси ги даваме. И внимавајте, 20 години од рамковниот договор до денес, со ресорот води во Македонија управува дуи и албанскиот фактор. И ако може да приметите, јас во неколку наврати тоа го говорам, тие се позиционираат околу клучните извори на вода. Земете го вруток на Вардар, земете го Рашче во Скопје, земете го изворот на Црна, изворот на Треска. Сите големи речни басени во Македонија имате прстен околу изворите и по нивното течение. Водата... Тоа поради тоа двајца се карат, третиот користи. Секојаш тие политички партии го искористуваат фактот дека двете политички партии и останатите македонски политички партии немаат една заедничка стратегија и една интеграција и доаѓа да албанските политички партии си го користат недоброто. Внимавајте, неколку изборни циклуси наназад и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН се заложници на тој, да не го нареча Бадентеров принцип или модел, па дури едните подпишали и мајски договор дека задолжително ќе коалицира со партијата која што ќе добие мнозинство кај албанскиот електорат и така натаму. Значи, зависноста од ДУИ во овие 20 години многу вешто ја искористи ДУИ, ги зема особено сите ресурси, внимавајте сега, цела вертикала на економија и финансија во рацете на ДУИ. И концесии по 20-50 години. И внимавајте, 650 милиони евра со евроврзница сега земаме ние кредит по стапка од 6,9%. Што тоа што? Кога на пазарот имаше, значи, внимавајте, 2,7, 3,2. 1:3. Значи 6,7 зема, 6,9 се извинувам. Значи 1:3. 6,9%, значи за 4 години, годишно и тоа, на 650 милиони евра кредит државата зима по стапка од 6,9% и вели дека таа била добра на пазарот. Не е точно. Во истиот момент јас проверував на пазарот, имавте понуда за 3,7, 3,9, но внимавајте, они стрикно одеа со одредена група на финансиери, банки и така натаму се договараа, ги мешетареа процентите, провизиите. Што тоа значи како фидбек? Тоа значи јарем за народот. Тоа значи повисоки даноци, тоа значи притисок со инспекции, тоа значи проблеми на микро, мали и средни предпријатија, тоа значи проблем кај граѓанството, значи со пониски плати, тоа значи понизок стандард и тоа значи на крај лош квалитет на животот. Јас немам здрава аргументација да можам да го тврдам ова, но во дадена ситуација можам слободно да шпекулирам дека има голем простор, пошто е огромна дискрепанцата меѓу 6,9% и она што е актуелно на пазарот кај приватните инвестициски фондови. Не морате дојдете вие во банките, ако се тие конзервативни, скапи и така натаму. Мада во тој период, после ковидот, банките се преплавени со пари. Значи, и со нив можеше да се испреговара пониска стапка. А не 6,9? Не, 6,9. Без разлика што велат дека тоа била електронска аукција и така натаму. Се одеше со конзорциум, синдикатот банки се вика тоа и зема толку колку што се договори и тоа е тоа. Не беше транспарентно, јавно не го објавува, значи тоа оди тајновито. Значи сакам да кажам дека имаме една сеопшта плячка, внимавајте, по вертикала. Целиот ресор финансија и економија во моментот го држат ДУИ и делот албанските. Има ли начин да се промени, господин Ристовски? Како нема начин да се промени? Со оглед дека гледаме дека знаете што вели, кој садел тикви со ѓаволот му се крши од глава. Имаше една народна мудрост, а повикувајќи се на вашиот статус е да вели танго со ѓаволот, коалиција или танго со ѓаволот. Внимавајте, јас проценувам дека ќе имаме
сериозна разврска во периодот пред нас. Без разлика колку овие неолиберални глобалистички центри на моќ вложуваат во Социјалдемократскиот сојуз да го одржат на својата, да го одржат на позиција на власт, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз си закачи едно многу тешко сериозно сидро врзано со бугарската спогодба и со притисокот за промена во устав и подготвеноста, нели, преку прифаќање на францускиот предлог да се стави јамка околу врат врз македонското во Македонија во периодот на преговори со Европска унија, ако некогаш започнат. Тој процес е сосема неизвесен во моментот. Ние немаме отпочнато преговори со Европска унија, нека не ве лаже владата. Чи не постојат преговори со Европската унија. Скрининг процесот си тече, тој не е завршен. Значи, немаме ние официјална владина конференција со која се означува официјално почеток на преговори со Европска унија. Прашање е дали ќе имаме дури и уставни промени ако направиме во полза на овој бугарски диктат кој што јас го велам. Но внимавајте, Социјалдемократскиот сојуз е наследник на Комунистичката партија на Југославија. Тоа значи дека сите првоборци, партизани, нивните деца, нивното потомство се делетирани. Значи, грото таа партија во структурата е, значи, наследник на тој дел од историјата на македонскиот народ. Кој не сме да се заборови. И внимавајте сега, тие луѓе страдале од бугарскиот фашизам на овие простори во Втората светска војна и по војната. Значи, едноставно страдале. Многу млади биле убивани, студенти, Ваташа, Струмица, секаде и така натаму. И сега внимавајте, вие правите перверзија на јавна сцена, ќе ги направите нив администратори, ќе го избришете фашистичкиот момент од учебниците, демек така морале тие и така натаму. Значи, тоа е лага на јавна сцена. И јас нема да дозволам моето дете да учи историја со лага или историја на лаги. И затоа е моја борба на јавна политичка сцена. Но Социјалдемократскиот сојуз со тој момент, значи со тоа инсистирање, со таа ревност, со таа бруталност, со таа упорност дека мора да настанат уставните промени, тие си ставаат едно сериозно сидро на врат и тие сериозно на наредните избори ќе трпат штета. Значи, ако не се преполуват, ќе имат огромни загуби на гласачкото тело. Огромни, затоа што корот, структурата на нивните гласачи... Сириза. Мислам дека ќе настане конечно разбивање на двата бастиони на овие избори. Јас очекувам дека ВМРО ДПМН ќе ги прифати уставните измени, бараат сега жртвено јагне. Значи сега на сцена е така наречениот модел на scapegoat. Значи се бара жртвено јагне. И во разговорите со меѓународната заедница тие викаат дајте ни жртвено јагне да може да го премостиме товарот на друг, да не падне само на нас, дека се преполовиме како партија. Еве ние сме спремни за, но еве извадете не од таа ситуација. И сега на сцена е операција Scapegoat. Се бара жртвено јагне. Пробаа да биде тоа Никола Груевски, но тој жилово и жестоко возврати и сега им пропадна таа опција, пошто видува дека јавноста се сврте на негова страна. Сега се бара нов Scapegoat. Значи, сега е операција Scapegoat. Бидете сигурни, се бара жртвено јагне кој што ќе го олесни товарот на ВМРО ДПМН да направи второ велепредавство. Може ли да се случи тоа? Согласноста во ВМРО е на сцена. Половина од председателството таму веќе го има тоа расчистено, бидете сигурни. Дел од пратеничката група веќе го има расчистено тоа. Меѓутоа изричито рекол дека нема ниту еден да гласа за уставни промени. Види, тие јавно мора да говорат, надевајќи се дека ќе најдат начин како да се излечат од таа ситуација. Затоа е дадено простор. Еве до ноември и така натаму јавното мнение да се меси. Значи, сега се работи во полза на потребите на изнаоѓање на жртвено јагне, на кого ќе се фрли целата стигма за новите уставни амандмански измени. Тако беше моделот со Преспанскиот договор. Дали таа инертноста на народот што и не излезе во една голема масовност кога се промени уставот, со тоа и името се потврди за Преспанскиот договор, потоа се случи оние настани во јули кога се прифати француско-германскиот проект, така наречен бугарски ултиматум или како што велите ви опозиционерите диктат, ќе додеде да народот веќе нема уопште да го интересира и ќе проголта се. Ако народот и понатаму остане во таа летаргична состојба, ќе ја изгуби државата.
Значи, ако ни влезе асимилацијата дома, а ќе влезе, затоа што, внимавајте, и ние имаме контакти. Разговараме со официјални представници и во Брисел, и во Вашингтон, и во Софија. Што вели Вашингтон, што вели Брисел? Па, официјални од Вашингтон, Брисел, тоа нема да ви го каже, но зад завесите ќе ви кажа дали сте свесни вие што направивте. Дали сте свесни каков преседан направивте на јавна политичка сцена со тоа што дозволивте билатерален проблем, Да стане мултилатерален. не, билатерален проблем да стане услов во рамката за преговори со Европска унија. Вие сега проблемот со Бугарија го пренесоте на Брисел. И сега внимавајте, вие не му дадовте право на Брисел да преговара наместо Бугарија, не. Зато Бугарија Ние ќе вика, преговараме цело време со Бугарија во Европската унија зато наместо Бугарија со вика, Брисел. ние немаме ништо И да сега нивни официјални политичари денеска се смешкаат во лични разговори со нив, вика, вие не сте свесни, сега допрва што ќе ви дојде. Уште не сте свесни. Значи ќе си дојде барањето, ако можете да имате српски до 6 деление во основно образование, како изборен јазик, ќе имате српски, па тоа ќе биде замаес да влезе и албанскиот. Па ќе имате средно образование на бугарски, па ќе имате универзитети на бугарски, па ќе имате портали на бугарски финансирани од буџет на оваа држава, па ќе имате милион невладини организации кои што ќе има право да користат фондови од буџет, па ќе имате милион други заврзлами, па уште денеска ви делат бугарски книги низ Битола и така натаму, државата останува без одговор. Значи, внимавајте, Србија да биде асимилацијата јавно кажа, легува Вучич дека дома. нема никакви територијални, јазични пренасуди и потреби за разлика од бугарите. Значи, јасно Тоа е став на искрени пријатели. Тоа е став на да искрени подсетиме пријатели. кога нашата политичка елита, да речам, требаше да се организира за вакцините, видовте, знаете сите, и ние сите знаеме што се случа, секакви далавери околу набавките со вакцините. И народот оболе. Значи беа во најголема опасност. Нашиот северен сосед дојде по едно големо невреме и не излезе во предвид. За разлика од источниот сосед, јас се сеќам тогаш Бојко Борисов се пофалил дека ни даде околу 20 комбинизона. Излез има од оваа ситуација, значи да не испадне толку црно народот, да не го Па и деморализираме јас сакам под прашање дали има светло од тунелот да се... Има излез, но веројатно ќе мораме малку да ги изместиме овие наши бастиони од центарот или епицентарот на политичка моќ во држава. Ќе мора да ги Има ли изместиме. шанса, господин Ристовски, Ќе мора да ги како изместиме. опозиција? Еве зошто? Не само молам, има ли шанса како опозиционен блок? Пред се да имате Македонија, како што ја спомнувате, само за македонските национални интереси, што јас го почитувам и го поддржувам, и да стадете на заедничка платформа и да победите на изборите, со тоа да се заврши еднаш на секогаш вакви мешетарења, вакви глупости, се тоа. Значи, има секогаш Ова е ставот можност, на народот. има секогаш можност, но се плашам дека е пропуштен клучниот момент. Јас ќе ве вратам во неколку пати во јавност, го повторувам нашиот пример. На 15 септември се обиде ВМРО ДПМН да ја растура интегра внатре. Излегува на пресконференција со лаги, инсинуации и така натаму. Значи, со глупости невидени. 2,5 месеци после тој нивни обид, кој што е очигледно неуспешен и пропадна, и е за нивни срам. 2,5 месеци после тоа, јас го собрав председателството и седна луѓе вака, не може. Македонија е во прашање. Ексик нека и суета, и его, А тоа и велам ја. политички авторитети се. Дајте да седнеме уште еднаш да направиме Чекор плюс. И јас излегов пред председателство на Интегра, Македонска конзервативна партија, со меморандум, предлог меморандум, за создавање на антивладин фронт за соборување на владата на Социјалдемократскиот сојуз. И тој меморандум беше склопен по сите научни елементи од област на политички науки, политичка емпирија, македонска искуствена емпириска практика. Беше, значи, научно елабориран политички документ. Ако го прочитате и ако погледате, во тој документ ние го повикавме ВМРО ДПМН да го води тој процес. Значи, ние не се ставивме на чело. Рековме ќе ги следиме резултатите од изборите 2020 година. ВМРО е парламентарна партија, Левица е парламентарна партија, ги повикавме Левица со Пасиев, го повикавме прво ВМРО ДПМН со Бицковски, Левица со Пасиев,
потоа бевме ние, потоа беше СОЗа со глас за Македонија, Бачев со Единствена Македонија и група на патриотски партии. И рековме, ајде да го создадеме тој антивладин фронт, да седнеме да се договориме партнерски, без нагласено преемство во лидерството, се знае дека ВМРО-ДПМН ќе го има приматот, затоа што ги има сите механизми и инструменти во рака, за да направиме на 1 март татковинска револуција. 30 ноември беше меморандумот 2020 Никош година. не е доцна, знаете зашто Но- да го вратиме сега, тоа со измина. Имаме ли шанси, јас се не сум медиатор тука, меѓутоа го пренесувам само гласот и ставот на народот. На народот му преседна. Пензионерите веќе го допраа дното. Собе, не настанало национално обединување без национална идеја. Без национална кохезивна идеја. Такво нешто не постои во ниедна емпириска практика. Во политичките науки проучувајте ги сите замајци на револуции. Сите револуции низ историјата проучете ги. Секој пат биле покренати од интелектуална елита, тоа е прво и основно, биле иницирани, биле покренати, биле водени од интелектуална елита. Оставете што ве лажа дека Тито бил бравар. Не е точно. Значи, интелектуална, високо образована интелектуална елита иницирала, покренала и извела револуции. И второ, секогаш имало моќно национално прашање, кое што е моќен кохезивен елемент за нацијата. Во овој момент, јас го слушам ВМРО-ДПМН и Мицкоски некна. Тие излегуваат сите да се обединат под капата на ВМРО-ДПМН. И Рековте пред малку значи, суетата да тоа е се... недовршена приказна. Недовршена приказна. Нам ни е потребно, значи, буквално национална кохезивна идеја на основа на која јас ке имам образ да речам голтаме кнедла, влегуваме, правиме национален фронт и се спротивставуваме на процесите кои што следат на наредните избори, собе на наредните избори. Јас ова трет пат го кажувам на телевизија, во медиум. Социјалдемократскиот сојуз, заедно со сите албански партии во пакет, ќе формираат коалиција на наредните председателски и парламентарни избори, кои што најверојатно ќе бидат заедно доколку се одлучи да се одржат април или мај до година. А може да се случи до крајот на Тие годината? ќе одат со слоганот за Европска Македонија. Сите заедно. Целејќи да го повторат резултатот од референдумот септември 2018. Со таа џаволска бројка 666? Шест, да, тие ќе сакаат да повторат таа бројка. Не знам Тоа дали знаете ли? режијата ја има тој графикон, само за секунда не ја коментирав. Ако Собе, може дали да знаеш добијам колку графиконот? пратеници им гарантира тоа? Дали знаеш дека тоа може дури и Имаме близко 8 минути, 80 сакам ако има да- ниска излезност? Да, имаме 8 минути. Режија, ве молам, ако можете графиконот со таа џаволска бројка 666, не ја пуштив на денот на 5-годишнината од референдум, но господин Ристовски, зборот ми беше дека замолен сум од народот, верували не, без никаква куртуазност. Значи да го спомнам, нивниот став, нивното видување, не случајно го спомнав тангото со џаволот, или тие што денеска саделе тикви со џаволот и од глава ќе ми се удри кога и да е. Бидејќи Македонија видовме вчера Зоран Заев, не, се уште не е остварената желба да стане Нобеловец, од друга страна живе, станува и легнува да председател на Македонија. Само да не остане недовршено претходново. Да. Значи, внимавајте, кога веќе знаеме како натацна ние, насликана, нивната идеја како ќе се појават на наредните избори до година, значи за Европска Македонија, сите заедно во пакет, што ви останува друго? Логично. Логично е Националниот патриотски блок да спротистави за македонска Македонија. Така, тој процес може да го предводи ВМРО-ДПМН како парламентарна партија со сите механизми и инструменти, во тој процес да учествува Левица со Пасиев, Па тие се Интегра залагат за тоа Стористовски, да се- сите останати патриотски сили. Се залагат за тоа. За Но внимавај, блокираност. не е точно. Не е точно во 3 наврати. Во 3 наврати Мицкоски вика на наредните избори ќе бидете соочени со 3 избора. Едниот ќе биде Социјалдемократскиот сојуз, вториот ќе биде ВМРО-ДПМН, третиот избор ќе бидат патриотските, значи блокот патриотски татковински партии кои што одработуваа за СДСМ или лепи етикети, дека ние сме одработувале за Социјалдемократскиот сојуз. Нели е тоа глупост од старт? Зошто од старт се одзема острицата и било каква можност за спротивставување на еден таков национален блок на кој јас повикувам веќе трет пат. Трет пат.
Внимавајте, ако ние не спротивставиме на тој нивни концепт за Европска Македонија, за глобалистичка, неолиберална, родова, ваква, таква и така натаму. Ако не спротивставиме патриотски татковински блок на основа на моćна национална кохезивна идеја, ние не можеме да направиме револуција со ове. Не можеме да направиме револуција. Не ни треба делбите, но ние еве видовме што создадо делбите за Македонија. Ама кој продолжува да ги прави понатаму делбите? Има ли шанса, веќе се виде, преказката со СДСМ веќе ги е пуштена низ вода, тоа веќе е потврдено меѓународниот фактор, веќе соопштија и преку представниците што доаѓаат. Немој да бидеш сигурен. Дуи го пушти исто така. Немој да бидеш сигурен, собе, послушај го Љупчо Ристовски. Немој да бидеш сигурен. Дали... Ако проценат дека ги губат изборите, постои можност во согласност со ВМРО ДПМН. Дали преку ворена состојба, дали преку уставен закон за одложување на изборите со експертска влада 2 години, 3 години и понатаму да се одржува на власт една олигархиска структура која што и понатаму ќе ветува дека може да направи уставни промени по бугарски диктат. Тоа е таа идеја за широка коалиција која што за жал ја турка Мицковски и Заев. И сега Мицковски е одбил. А немаме демант, јас не сум слушнал демант. Простете, можеби излезе неколку пати рече не го прифатив тоа што така да речем на таа наводна лидерска средба беше спомнато дека како некога прифати под услови дуи да не се внатре. Добро, не се. Но како и да е, не сум адвокат, ниту ќе бидам на Мицковски, ни не е на политичка партија. Зборот ми е, видовме така и во самиот СДСМ има една сегрегација. Дали тоа театар или вистина, или бидејќи истиот Оливер Спасовски го атакувал ставот на Ковачевски со бугарските клубови, еве пред 72 часа јасно и гласно кажа не амнестија по ваков услов. Што мислите ви за амнестијата? На брза постапка. Идете. Последните измени на кривичниот законник и најавата за овој закон за амнестија имаат многу лош вкус во јавност. Значи, ако ги анализираме скриените намери, мислам дека се повторуваат балканските методи од 2018-19 со Преспанската спогодба. Мислам дека се прави во функција да извлечеме дел пратеници од некоја кривична зона или дел од опозицијскиот... Исто сценарио, исто се? И мислам дека истиот модел, балкански методи, но овој пат веројатно се прави малку покултурно во ракавици и во согласност меѓусебна. Да или не уставни промени? Не. Не. За финале, бидејќи сме уште 2 минути за крајот на емисијата. Добро. Која е вашата порака? Еве како лидер низ лидерската призма. Пак таа порака е многу битна за интеграцијата. И спас за Македонија. Ако опозицијските политички партии, парламентарни и вонпарламентарни, не сватат дека изборите до година се последната шанса да се почне процес на исцеление на внатрешното македонско национално неединство и вадење на површина на македонското национално единство. Ако не се договориме околу таа национална идеја, која што може да биде моćен кохезивен фактор, еве, например, една, тоа е ништењето на северна од јавниот политички простор во Македонија. Тоа е моćна кохезивна идеја. Таа идеја ќе ја прифати целиот македонски народ. И ако успееме медиумски да го покренеме народот да излезе на гласање над 75%, јас ви гарантирам, според моделот на меморандумот, 80 пратеници опозицијата ќе има. И тогаш веќе Македонија ќе огрее ново светло. Ќе огрее ново светло. Има потенцијал. Кај постојните лидери и на парламентарни и вонпарламентарни партии има потенцијал. Сите се со одветен авторитет во јавноста. Без разлика на анкети, без разлика на резултати, вакви, такви, така натаму. Ние сме секој ден на терен и ја знаеме подршката која добиваме. Значи, ги слушаме луѓето како реагираат, како дишат, како коментираат. Тоа што се следат социјалните мрежи, им се дише во врат, ботовите доминираат и така натаму е друга приказка. На страна, но реалниот одзив на теренот покажува дека луѓето го очекуваат ова кој ние го говориме денеска. Очекуваат конечно македонците да се свестат и конечно македонците да почнат да работат на македонско национално единство и да изведат на површина една моćна национална кохезивна идеја.
Само да го видиме графиконот. Режијата ми јави дека јави благодарам на режијата, се обиде, еве, ова бројка е се резултатите од тој октроиран 666 ли? Да, 666-743. Таа е бројката. Ѓаволска работа. И навистина, колку да речете дали е тоа фингерајка, не фингерајка, резултатот е тоа, покажува. Кој стои за сите овие далавери? Ако на оваа бројка спротиставиме сега 75% излезност, јас ви гарантирам дека Македонија ќе има 80 патриоти пратеници во собрание. И конечно, ќе си ја земеме власта во татковината и ќе видиме свој на својата татковина. Но, сакам во периодот пред нас да следите која политичка партија, дали е парламентарна или вонпарламентарна, работи на овој модел и на овој процес, а која работи на разединување на македонското национално ткиво и понатаму ништење на македонското во тквирата Македонија. Дали сме на неолибералниот и глобалистички пат или сме на суверенистичкиот, национал-патриотскиот, македонски пат во Македонија, ќе одлучиме во периодот пред нас до наредните избори. Јас ви благодарам што ми бевте соговорник. Благодарам. Благодарам на ова прекрасна емисија, тема што ја дефиниравме, низ лидерска призма. Очекувам на местото кај што седи почитуваниот Ристовски, професор доктор Лјупчо Ристовски, ќе дојдат и сите лидери на политичката партија, значи и леви и десни, да говориме за вистината за Македонија. И парламентарни и вонпарламентарни. Драги мои, благодарам што бевте со нас во овие изминати минути. Се надам дека го задрживме вашето внимание. Ве очекувам исто така во исто време утре за интересни содржини, исто социјална политика. Бидете ми живи здрави, останете натаму со програмите на телевизија Вистина. Пријатно. Со Слободан Томич ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.